Средствата во износ од 80 милиони денари што владата ги обезбеди за собранието за кампања за референдумот се за пратениците и политичките субјекти кои се избрани на последните парламентарни избори, истакна денеска на пресконференција владиниот портпарол Миле Бошњаковски. Овие средства се од ставка од тековниот буџет и нема потреба за ребаланс на буџетот. Кога ќе бидат префрлени парите на собранието се уште нема информации. Доколку на крајот на кампањата има непотрошени средства, тие, како што кажа портпаролот на владата, ќе бидат вратени во буџетот на Република Македонија. Исто така на пресконференција тој посочи дека овие средства ќе бидат наменети за медиумски закуп за сите медиуми кои поднале медиумски ценовник до Државната изборна комисија. Бошњаковски при тоа потенцираше дека владата вчера ја поништила одлуката донесена на 83-та седница со која ги задолжи министерствата и државните органи да предвидат средства за оваа намена. Потенцираше дека овие 80 милиони денари не се од министерствата и дека нема ниту едно министерство да даде пари за оваа намена, туку дека се работи за средства од буџетот. Бошњаковски кажа дека владата ќе спроведе кампања за референдумот базирана на принципите на објективност, транспарентност и рационалност и дека ќе ги повика граѓаните да излезат и да се изјаснат на референдумот за името на 30 септември. Објаснувајќи како ќе се одвива оваа кампања, портпаролот на владата меѓу другото кажа и дека за комуникација преку социјалните мрежи, односно Facebook, Instagram и Twitter, Flickr и YouTube, владата ќе одвои средства во висина од 400.000 денари од редовниот буџет на Генералниот секретаријат на владата, додека останатите активности ќе се реализираат во рамки на редовните владини активности. Меѓу другите предвидени се и теренски посети, неформални средби со граѓаните, состаноци, гостувања и учества на јавни настани. Кампањата според Бошњаковски се очекува да се интензивира во следните 2 недели.